По повод верскиот празник Богојавление Водици во општината Зрновци, крстот се фрлаше во водите на Зрновска река. Броен народ дојден од Зрновци, Мородвиз, Видовишти и од Кочани го следеа чинот на осветувањето на водите на Зрновска река и фрлањето на крстот. Од 5 мината млади момчиња кои се фрлија по светиот крст, среќата годинава да го извади крстот му припадна на 21 годишниот Боро Гаврилов од Зрновци. Не, втор пат. Да. Да. Мината година не го фатите. Да, година го фативме крстот. Што носи тој, каква среќа? Тој носи среќа, здравје преку целата година. Ќе одиме од куќа до куќа да ги изодиме селата, да изодиме нашата општина и тие села што се под општината. Општина Зрновци на среќното момче му додели награда во вредност од 5000 денари. Да го одбележиме крштевањето на нашиот Бог Исус Христос, радувајќи му се на Исусовото крштевање. На сите граѓани на општина Зрновци им посакувам подобра иднина, убава мисла, многу здравје, среќа и берикет. Нека ни за многу години и вековит празник. Општината додели награда во вредност од 5000 денари. Да, општината на најуспешниот му доделивме награда од 5000 денари. Нека му со среќа, нека има среќа во годината, многу здравје и берикет. Традиционално, значи, народ имаме се повеќе и повеќе. Јас се надевам дека и до година така ќе биде, масовно е, му се радуваат сите на празникот. По повод празникот Богојавление Водици во општината Чешиново Облешево најмасовно беше на мостот на реката Брегалница кај селото Теранци. Светиот крст од водите на Брегалница го извади Јоцо Ангелов од Облешево. Прв пат го фаќам крсто и сме многу срекни. Плюс име да ми е вечер.